Да, продолжуваме со емисијата. Како што најавивме, во живо го вклучуваме господинот Трпе Дејановски, председател на синдикатот на УПОС, кој ги поддржува вработените во Министерството за финансии, кои протестираат против времената мерка за Уставниот суд за запирање на исплатата на надополнување на платата од 30%. Господине Дејановски, денеска сте пред Министерството за финансии, продолжувате со протестот. Кои се денешните активности? Токму така сега, значи денеска сме пред Министерство за финансии да побараме поддршка од министерот за финансии господин Фатпре Бесими, да му порачаме дека овој проблем е доста лесно решлив, иако Уставниот суд донесе одлука односно времена мерка со која што ги замрзна надоместувањето на дополнувањето на плата на вработените во финансии, сите органи во составот на финансии, сакаме да го храбриме, да порачаме на министерот дека со само еден подпис на колективен договор ова право, односно овој додаток на плата, како да сакате да го крстиме, веднаш ќе биде вратен на вработените. Ова е најлошата можна варијанта за нас, бидејќи овие вработени од 2 го се изборија за ова право и таман почна да се преминува 10-11 месеци, Уставниот суд со одлука за нас неразбирлива го укина. Како, значи, мислите дека со подписување со додавка или со проширување или со промена на колективниот договор може да се бајпасира оваа одлука на Уставниот суд? Апсолутно, дека може бидејќи колективните договори се единствена и уставна и законска категорија во која што може да се подобруваат правата на работниците. Не се работи вакви колективни договори, ние како синдикати имаме склучено над 45 во последните година и пол и морам да кажам дека најмалку имаме склучено во министерството. Меѓутоа, овие колективни договори, како што кажав, кои се склучуваат помеѓу работодавачот и репрезентативниот синдикат, во овој случај синдикатот на УПОС, се единствената законска мерка со која што може на вработените не само да им бидат покачени платите, да добијат додатоци на плата, надоместоци на плата, на дополнување, да се предвидат поголеми денови на годишен одмор и она што е најдобро за колективните договори е дека, како што кажав, се предвидени во уставот и дека Уставниот суд не може да одлучува по нив. Председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска кажа дека не сте во право со протестите, дека треба да се почека институциите да ја завршат целата постапка. Вие сепак одговоривте дека останувате на ставот дека ќе протестирате понатаму. Ние протестираме денеска ќе биде во оваа година последен протест на вработените во Министерство за финансии, ќе завршат празниците. За жал за овие вработени ќе завршат празниците без додатокот на плата од 30%. Ги оставаат Уставниот суд и ги остави во најдолгиот месец во годината без овој додаток. Мислам дека ние го почитуваме она непишано правило дека одлуките на Уставниот суд не се коментираат, меѓутоа до сега Уставниот суд не донесе конечна одлука, тоа треба да се знае, ова е времена мерка. Во деловникот на работа на Уставниот суд се вика дека веднаш по донесување на времена мерка Уставниот суд треба да одлучи за главното прашање на работата, меѓутоа Уставниот суд се уште нема одлучено, што за нас е неприфатливо. Мора да донесе одлука Уставниот суд било каква да е, за да знаеме што понатаму, дури и министерот за финансии кажа дека и он ја чека одлуката за Уставниот суд, па потоа да размислува за колективен, што ќе кажам, јас не го мислам истото. Меѓутоа, она што нас највише не е страв, што нас највише не плаши е тоа дека Уставниот суд може да донесе одлука со која што ќе поништи одредбата за која е покрената иницијативата, тоа е одредбата член 66 од став 3 од Законот за буџети, и ако донесе одлука за поништување, ќе треба сите овие вработени позади нас да ги враќаат парите што до сега ги земале како на дополнување согласно законот. Претходно кажавте дека се уште синдикатот нема донесена одлука дали ќе се стапи во штрајк. Се уште важи тоа? Дека не се знае дали ќе имаш и штрајк покрај протестот? Апсолутно е така, и ние чекаме одлуката на Уставниот суд да видиме како ќе се одлучи. Значи штрајк може да донесе одлука само вработниците што се позади нас, значи вработените во Министерство за финансии, Бюрото за јавни набавки, управата за имотно-правни работи. Нивна е одлуката, ние наше е само да ја спроведеме таа одлука. Јас искрено кажувам, не би сакал да дојде до тоа. Јас имам верба и надеж дека министерот за финансии ќе излезе во пресрет на нашите барања. Имавме една работна средба со раководството на Министерството за финансии, мислам дека беше конструктивна и позитивна. Мислам дека раководството сака да го реши овој проблем на најбезболен начин и мислам дека доколку се донесе одлука за штрајк,
ќе видиме каква одлука ќе донесе Уставниот суд и за тоа мислам дека ќе само државата ќе губи бидејќи овие три институции да затворат, односно да престанат со работа, ќе губат и граѓаните, ќе губи и државата и ќе губиме и ние како и синдикати, како и Министерството за финансии како работодавачи. Ја видов изјавата на претседателот на Сојузот на синдикати Слободан Трендафилов. Може би и вие сте ја дале истата изјава или во ист контекст во однос на одлуката на Уставниот суд за подигнување на платите на функционерите за 78% и според него тоа ги покажува двојните аршини во работата на Уставниот суд, каде еве тука ги намалува платите на вработените во јавната администрација, но во исто време ги покачува на функционерите со една брза одлука. Гледате ли вие некаква, можеби тука, политизација или двојни аршини во работата на Уставниот суд? Мислам дека малце, ајде да кажам, може ќе испотребам и погрешен збор. Мислам дека одлуката на Уставниот суд да покрене иницијатива за испитување на уставност на член 66 став 3 Закон за буџети беше направена во многу краток временски период. Иницијативата беше поднесена во ноември, веќе на 5 декември имавме одлука за времена мерка, што представува многу економично и ефикасно работење на Уставниот суд, за ако знаеме дека имаме иницијативи, не само синдикатите и други граѓани имаат иницијативи кои не се земени за работа веќе 2 години стоат по фиоки на Уставниот суд. Не би сакал да верувам дека тоа имало некаква намера да се донесе и да се земе во работа баш во оваа иницијатива, меѓутоа Уставниот суд имаше пресконференција со најава дека ќе се работи оваа иницијатива и на пресконференцијата беше најавено дека има веќе донесена времена мерка. Имаме, мислам дека сите синдикати поднесено иницијативи за 78%, имаме и поднесено на функционерите, имавме поднесено измена на закон во собрание, и тоа тие 78% никако да се зема за работа. Да видиме дали тоа е уставно или противуставно, а многу ми е жал што одлуката на Уставниот суд за времена мерка е против работниците, против работените и членовите на синдикатот на УПС. Мислам дека самото тоа кажува дека има двојни аршини. Ако се ги бранат нивните плати функционерски, зашто да не ги бранат нашите плати? Ова не е плата. Значи, ние да добивавме на дополнување на плата, а они со една одлука сами на себе одлучија да си ги зголема платите за 78%, што, можам да кажам, не е прв пат за Уставниот суд. Да, во однос на зголемувањето на платите има тука и една друга страна на медаљата, ајде да кажеме. Уште кога ги зголеми министерот за финансии и платите на вработените во министерството, тогаш пат се побунија вработените во другите институции, од царината, од УЈП, кои исто така се од УЈП се спагаат хиерархиски исто под Министерство за финансии, но на нив не им беа покачени и тие тоа го гледаа како некој начин на привилегирање на овие вработени наспроти нив. Не беше токму така, меѓутоа до некаде да. Од причина што и во Царинската управа и управата за приходи имавме одредба за 30% додаток на плата, која за жал не се почитуваше од 2008 до сега. Ние во Царинската управа подпишавме колективен договор со господинот Богоев, генерален директор на Царинска управа, со која што после 2008 успеавме да се исплаќа овој додаток на плата. Истото беше направено во управата за јавни приходи, каде што за жал имавме друг начин на пресметка на плата, кој беше поповолен, меѓутоа сега и таму работниците добиваат 30%. Ова можам да кажам, ова решение во Законот за буџети што го тогаш го направи министерот за финансии, нас само ни помогна преку колективните договори и таму да се исплаќа тоа право, и пак ќе потенцирам дека таму имаме колективни договори. Тие колективни договори се подпишани, се стапени на сила, се применуваат и воопшто не се предмет на оваа иницијатива што сега е поднесена на Уставниот суд, бидејќи тука имаме иницијатива само за Законот за буџети, а и доколку праксата продолжена Уставниот суд што до сега беше, колективните договори ќе се останат на сила. Добро, ајде пред самиот крај уште брзо да ги видиме уште неколку точки кои се во домерот на вашето делување. Едно е она стара болка која останува поранување на платите во целата јавна администрација во однос на минималната плата, тој проблем се уште останува. Имаше некои најави од министерката Тринчевска дека тоа ќе се случи во 2025-та, ми се чини. Има ли некаков помак тука на тоа поле?
Нема, за жал. Мислам дека пред во петок од минатата недела е пратен новиот текст на Законот за административните службеници во собрание и ред други закони каде што имавме минималната плата како основна плата, сега за жал таа нема. Во одредени закони имаме додатоци на плата кои се предвидени нели како некоја новина која ги баравме со години наназад, меѓутоа минималната плата, за жал работниците во цел јавен сектор нема да добијат никакво согласување со порастот на минимална плата која ќе се случи во март месец оваа година. Со општиот колективен договор е предвидено покачување на плата во септември која треба да се израчуна, која ќе биде разлика меѓу инфлацијата и просечната плата. Не можеме да кажеме сега колку ќе биде тој износ, меѓутоа она што ни останува како работа што го спомна и ти, е дека 2024 треба да направиме коефициенти кои ќе стапат во сила во 25 година, а тоа ќе значи дека сите ќе добиеме просечната плата како основна единица за пресметка на платите. Колку ќе успееме, тоа зависи не само од нас, зависи од волјата на владата, зависи од волјата на министрите и работодавачите. Нашите барања ги знаат, ги имаме зборено уште во текот на оваа година, знаат кои коефициенти ние ги бараме, дека нема да остапиме лесно од коефициентите што ги бараме поготово администрацијата и правосудството да се врати состојбата што беше во 2012 година, а тоа е првиот вработен со високо образование да има просечна плата, референтите да имаат 0,9 или 0,8% од коефициент од просечната плата, а сите натаму да бидат над просечната плата, бидејќи знаат и министрите и премиерот дека управата и правосудството остана со најниски плати во државата, ни бегаат квалитетни кадри во приватниот сектор и во странство. Како факт е, веќе го повторив и тоа многу пати во овие денови, во ова министерство позади нас, Министерството за финансии има систематизација која е предвидена да има вработени 1100 вработени, а моментално се потполнети 550 работни места и секој ден се повеќе и повеќе заменуваат работници. Да, што е со проблемот со вработените во судската администрација и таму се уште немаме решение? Истото станува и таму, за жал. Значи, минималната плата е тргната од Законот за судски службеници, Закон за водителската служба. Ние имавме штрајк во водителската служба кој го ставивме во мирување пред една недела. Протестите во судството исто така ставени во мирување. Ќе има се наоѓаме во временски период, нели, пред распишување на техничка влада за еден месец, пред распишување на избори, меѓутоа ќе видиме што ќе се случи со изборите. Нашите барања остануваат исти плати или зголемување како што добива функционерите, ќе почекаме да заврши се како што кажав, потоа ќе одлучуваме за понатаму што тече во 24 година. Да, добро, господине Дејановски, ние ќе ви оставиме да работите. Ви благодарам за ова вклучување и за овие информации и вака, бидејќи пред крајот на годината ви посекуваме и среќа во синдикалното работење и во борбата за работничките права. И благодарам на вас и на поканата, на сите гледачи во новата година, многу здравје и успех. Да, со ова вклучување на Трпе Дејановски го заклучуваме на некој начин првиот дел, одиме со кратка пауза за реклами и продолжуваме со господинот Агрон Фазли, председател на Занајчиската комора на Македонија.